Видови танци од Битолско според Илија Алушевски. Истакнувајќи ја вистината дека во овој регион скоро сите играат, потребно е да се нагласи за случајот што во одделени места се практикувал, а тоа е играње во посебни танци, машки и женски. Во минатото тоа било практика насекаде, но постепено танцот почнал да се меша, меѓутоа пак со голема предпазливост. Пред се, на заедничкото оро се фаќале еден до друг блиските, пароднините и така натаму. Но и покрај обидите за мешање на танците, пак постоеле ограничувања. Морало да се игра со нараквици и лете и зиме, кои што во тоа време биле волнени. Па игроорците да бидат поврзани, тоест да се држат еден до друг со шамиче или ќостек. Воспротивно, орото се растурало, односно доаѓало до несакани расправи, караници, па дури и до физички пресметки. Еден информатор од селото Агларци изјавил дека неговото село било едно од првите кои што почнале да практикуваат мешање во орото. Додека пак во селата Старавина, Градешница, Будимирци, Груништа, Зовиќ, Ивени, Рапеш, Орле и Маково требало да поминат дури неколку години, дури и по ослободувањето, за да почнат да се мешаат мажите и жените во орото. Иако во денешно време овие правила не важат, сепак некогаш за некои одделни селски празници се задржала традицијата и извесно време да се отстапи орото на мажите, па на жените, на помладите, на гостите и така натаму. Например, кога се слави голема Богородица во ѓавато, првиот ден играат сите, вториот ден се отстапува на гостите од други места, а третиот ден бил резервиран за жените и за невестите. Сличен е случајот и во Цапари, Српци, Свињишта и други места. Тоа бил еден јавен ред и се гледало на тоа да не се наруши. Секако да се случувало да биде нарушен тој ред. Понекогаш не се сметало за голем грев, но чести биле и случаите на помали, па и на поголеми инциденти поради тоа. Од многуте истражувања, Илија Алушевски забележал дека сите ора во Битолско почнуваат надесно, односно дека нема оро што почнува налево. Постојат ора што се играат колку напред, толку и назад, но почнувањето секогаш е напред, надесно. Пример за тоа се ората женското или невестинското, кои што се играа со 8 чекори напред и 8 назад. Исто така, Илија Алушевски констатирал дека во овој крај нема ора кои што се играат во затворен круг.